Визната либерализација, која помеѓу другото требаше да ја олесни комуникацијата во регионов, во насока на обединување на Балканот како дел од Европа, не помага во случајот со Бугарија и нејзината гранична непропустливост за македонците кои сака да му одадат почит на Јане Сандански. Екипата на ТВ Сонце и професорот Тихомир Стојановски вчера беа вратени од граничниот премин Златарево, откако претходно биле задржани 3 часа, а потоа морале да потпишат изјави дека не ги поседуваат потребните документи за влез во Бугарија. Тие требаше да присуствуваат на одбележувањето на 95 годишнината од загинувањето на македонскиот револуционер Јане Сандански во Мелник, кој го организираше Омо Илинден Пирин. Еве ги изјавите на професорот Тихомир Стојановски на членот на екипата на ТВ Сонце Дејан Петковски за овој немил настан. И вратени сме од граничниот премин Златарево кај Струмица од страна на бугарската милиција. Јас бев дел од во колата со телевизија Сонце и не ни дозволија да бидеме гости на собирот на Омо Илинден Пирин по Мелник по повод одбележувањето на годишнините од смртта на Јане Сандански. На тој начин не се дозволува нормална културна комуникација меѓу две соседни земји и се кршат неколку конвенции на Европска унија и на Обединети нации за слободна културна размена. Најнакрај, секоја држава може да смисли разни механизми да врати некои луѓе од границата. Ако тие сакаат да ја вратат телевизија Сонце, за да не се снимат македонците, за да не се прикаже дека постојат македонци во Бугарија, зошто тогаш ме враќаат мене како професор на Факултет за драмски уметности, како културен работник, која е причината да не ми дозволат да дојдам, да појдам, да се дружам со македонците во Мелник, да пиеме вино, да пееме песни, една филозофија на дарување. И во тој контекст поставувам едно прашање, сакам да го споделам со јавноста и со господинот Фуере, кој е представник на Европската унија, дали е тоа оваа Европа без граници и дали некаде во Европа се забранува нормалната културна комуникација меѓу двете земји. На бугарските политичари да му се помолам на Бога да созрее свеста дека ние како светлина и љубов дојдовме да се дружиме, дека тие се уште мислат или веројатно живеат пред 100 години во предилинденскиот период на негирање, на забрана, на недозволување на една нормална културна комуникација меѓу две демократски земји. По тој повод сакам да споделам нешто, дали некој на бугарската култура и на бугарските професори и научници им забранува да влезат во Македонија. Вчера во 18 часот и 20 минути нашата екипа пристигна на бугарската граница. Веднаш по пристигнувањето ни беа земени пасошите и беа однесени во контролата, од каде што ни рекоа дека мора да извршат стандардна процедура, да се прегледа возилото и без никакво објаснување чекавме негде околу 2-2,5 сати за на крај да ни објаснат дека ни фалат документи. На нашето прашање дали доколку ги имаме тие документи ќе можеме слободно да поминеме границата на Република Бугарија, прво ни рекува дека доколку ги имаме сите документи, можеме слободно да поминиме. Потоа по едно 5 до 10 минути ни беше речено дека тие документи званично мора да бидат потпишани со печат од страна на Бугарија, за потоа да дојде човек и да рече дека нема да не пуштат, смејки се. Прашањето е дали воопшто Бугарија е влезена во Европска унија, дали сака добрососедски односи или не. Јас стварно навистина не знам поради кои причини нас како екипа не ни беше возможено да присуствуваме на средбите, која секоја година се одржуваат во Бугарија по повод убиството на Јане Сандански. Дали и како ќе влеземе во Европска унија и дали се почитуваат тие права на слобода на говорот. Претходно влезот во Бугарија не им беше дозволен на председателот на СМК Тодор Петров и председателот на друштвата на протераните македонци од Егејска Македонија Никола Костурски, кои беа поканети да присуствуваат на чествувањето на пиринскиот цар Јане Сандански кај Ружинскиот манастир во организација на Омо Илинден. Еве што изјавија тие за овој инцидент.
Делегација на Светскиот македонски конгрес, Сојузот на македонците со исламска религија и организацијата Антички македонци од Богданци, денес утрово беше вратена од граничниот премин Ново село за влез во Пиринска Македонија, Бугарија, со образложение дека немаме здравствено осигурување и покана. Намерата не беше присуство на честувањето 95 години од убиството на великанот на македонското револуционерно движење Јане Сандански во Мелник во организација на Ому Илинден Пирин. На 18 овој месец на истото честување во организација на Омо Илинден на гробот на Јане Сандански подроженскиот манастир, на граничниот премин Делчево не ни ги бара овие документи, туку мана ни најдоа на возилата и не држа на граничниот премин 4 часа, а при вториот обид 5 часа во полициската станица Благоевград. Исто така со намера да не присуствуваме и таа цел ја остварија. Постапката на граничната полиција на Република Бугарија покажува дека Софија продолжува со дискриминацијата према македонците, а тоа е во спротивно со добрососедските односи меѓу двете земји или во односите на Македонија со Европската унија, имајќи предвид дека Бугарија е членка на овој сојуз на држави. Имаме сознание дека утрово вратени се околу 5 возила со македонци од Струмица, Скопје, Прилеп и Битола, со истото образложение за да не присуствуваат на честувањето во Мелник во Пиринска Македонија. Повторно ќе вложиме протест до Европската унија, ОПСЕ, Советот на Европа, владата и Министерството за надворешни работи на Бугарија и Македонија. Меѓутоа, од македонската влада бараме да примени мерки на реципроцитет и да вложи протест за заштита на нашите граѓански права, оневозможени во слободата на движењето од бугарските власти. Верувам дека сите овие дискриминаторски мерки од сите страни ќе завршат ако владата итно и безусловно ги прекине разговорите за промена на државното име Македонија и затоа поучени и од денешното понижување што представува срам за Европската унија, апелираме до владата на Република Македонија на итен и безусловен прекин на разговорите за државното име Македонија и продолжување на членството во Обединетите нации и во сите меѓународни организации под единственото име Македонија со можност за употреба на уставната референца Република, со меѓународниот код МК, односно МКД, како јасна дистинкција од истоимената Северна Грчка и југозападна бугарска провинција. Веруваме дека на исток Македонија граничи со Европската унија, меѓутоа и денешните повторени постапки на бугарските власти покажуваат дека Бугарија е заробена во минатото, во предрасудите и дискриминацијата према македонците.